крајот на календарската и на фискалната година е период кога се билансираат финансиските показатели и се вреднува квалитетот на менеджментот во една институција, во пример на општината и се разбери на јавните предпријатија. Мојата прва пресконференција која што одржав откако станав градоначалник беше посветена на финансиската состојба што ја затекнав. Бев должен тоа да го направам и затоа сега после 8 месеци сакам да направам една паралела во однос на тоа што стекнав и како денеска изгледа финансиската состојба во општина Центар. Кога ја презема функцијата на 25 април оваа година се соочив со низан обврски кои што општината ги имаше превземено на веќе склучени договори. Оттаму првата задача, ургентната задача која што си ја поставивме пред себе беше да се извршат сериозни промени на финансиското работење во општината, кадровски промени и она што е најважно да имаме консолидација на општинската каса. Благодарение на напорната работа, благодарение на новата финансиска политика насочена кон штедење и на рационалното менеджирање со ресурсите, можам да соопштиме на убава вест, а тоа е дека во однос на склучените договори, обврските на општината се намалени за цели 63,3%. Тоа значи дека за само 8 месеци подмирени се 2/3 од долговите кои што ги имаше оставено претходната општинска власт. Ако одиме со апсолутни бројки, тоа значи дека, реков на 25.4, долговите изнесуваат 340 милиони денари, а сега заклучно овој биланс беше направен на 25.12, од 340 милиони се спуштивме на 125 милиони денари. Она што е уште поважно да се соопшти дека сето ова заштеда не беше направена на основ на компрометирање на интересите на граѓаните, напротив, во овој период беа преземени, како што јавноста информирана, низа на активности, нови улици, санирање на улици, потоа зголемување на зелените површини, започнување на неколку објекти за обновување на фасадите, општинска читална, 2 пензионерски клуба, потоа драстично зголемување на финансите на кошаркарскиот клуб работнички и низа други проекти. Она што се поставува сега прашање, кои се тие ставки кои што врз основа на кои што успеавме да дојдеме до оваа ситуација, јас на јавноста ќе предочам неколку моменти. Драстично се намалени трошоците за службени патувања во странство. Веќе знаете дека имавме ревизија на таа основа и неколку коментари како нова општинска власт, како претходно се работело. Во овој период службените патувања се намалени за цели 20 пати. Така во 2012 година изнесувале речиси 2 милиона и 500 илјади денара, запак во 2013 година изнесуваат само 119 илјади денари. За 9,5% се намалени трошоците за гориво во општина Центар, за цели 20% се намалени трошоците за поштенски услуги. За 11,37% се намалени трошоците за струја и вода. Еден мощно интересен податок, драстично се намалени трошоците за услуги за копирање и печатење. Овие трошоци за првите 3 месеци во 2013 година, лесно се заклучи поради изборите, во општината трошоците за оваа ставка изнесувале неверојатни 2 милиона 658 476 илјади денари, а по истиот основ за последните 8 месеци, откако сме ние на власт, потрошени се само 198 илјади денара, што значи во споредба 13 пати помалку. Она што го направивме во овие 8 месеци во однос на 3 месеци од почетокот на годината. Се разбира, тука сакам да упатам голема благодарност до тимот кој што се бави со финансискиот менеджмент во општина Центар.